радувам што можеме да продолжиме со нашите собирања, со нашите проповеди, со тоа да бидеме црква на еден начин. Црквата е многу поопширно само отколку недела Сабајле. Тоа се надевам дека го знаеме веќе досега, ако не сме го знаеле. Црквата е тело Христово кое работи тука во светот. Има мисија, оперира, едноставно не може да седи на едно место, не може само да се одликува со еден, не знам, именден, еден празник или недела Сабајле, само црквата е многу повеќе од тоа. Црквата е активна. Црквата е Христовото, преку црквата треба Светиот Дух да работи, што значи Христовото присуство во светот се случува преку црквата. Во 2017 година, кога ја организиравме таа ОАЗа конференција, тие што сте биле на ОАЗа знаете каква е таа конференција, интересна конференција е обично. Во 2017 година темата на која зборувавме, јас и Коста, беше наречена животен повик. Ја обработувавме една книга од познат писател Ос Гинис, кој напише една книга која се вика Животен повик. И многу интересни теми се случуваат таму во таа книга, каде се обработени темите буквално за повикот на животот. Како тој зборува за примарен и секундарен повик и многу интересно е опишано таму. Во секој случај јас зборував за во контекст на таа тема зборував за наследството. Колку важно е наследството кое ние го оставаме. Не е можно да не размислуваш за наследство, без разлика на тоа дали се однесува на наследство кое ти е оставено или наследство кое го оставаш. Тоа е нешто кое го примаш и кое го оставаш позади себе. Се сеќавам дека додека го спремав говорот за, тоест неколку говори имав на таа тема, наследство, бев во чај на алерготест таму во таа клиника ако сте биле и се седам таму чекам ред да ми дојде да ми избоцкаат све да видат на што сум алергичен. И се сеќавам овие две жени позади шалтерот таму зборува. Не дека сакам да слушам што се правеше мове, таму како македонци сме војда погласни од другите народи, не сме толку дискретни и две жени се расправа, едната вика: сестра ми, иако нема марш, нема деца, ништо, целото наследство од мајка ми го собра и сега го продаде и толку, немаме веќе што да наследиме ние. И јас сватив во тој момент колку уствари наследството знае да стане рчка кај нас. Посебно кај македонците, една педали, колку и да е. Значи може да се скараме. Јас верувам дека еден 24 часов ден на нотар понекогаш е поинтересен од некоја работа во година дена. Таму се случуваат разни интриги, политики, кога се потпише нешто, па синот го зема од таткото скришом, никој да не го види да потпише нешто. Има многу такви работи. Сепак наследството, тогаш како што читав и размислав, наследството може да се подели на многу категории. Може да биде телесно наследство, материјално наследство, може да биде и духовно наследство. Па дури и тие наследства може да се поделат во неколку подкатегории. Далеко повредно и повлијателно од сите наследства е духовното наследство. Бидејќи духовното наследство менува општество, менува култури, влијае далеку, многу далеку во времето. Денес, темата на која ќе зборувам е поврзана со денешниот празник кој го празнуваме ние како македонци, а тоа е Илинден. Илинден е многу значаен ден за Македонија, бидејќи токму на тој ден напорите на македонците за независност се остваруваат. Имаме прв Илинден, втор Илинден, пред 3 години го прогласи овој добрососедскиот договор со Бугарија за трети Илинден, може успат ќе имаме и четврти Илинден, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Може и во последните неколку години политичкиот дискурс за историјата во контекст на прогресот на земјата во Европа ги помати водите за значењето на нашите символи, историски моменти. Едноставно општеството многу силно се подели на тие што ги глорифицираат тие работи како најсветите нешта што постојат и другите кои едноставно ги презираат сите тие историски наследи, што е тоа, дај да влеземе во Европа и да не му ја мислиме многу. Сепак Илинден
за македонците во историјата е многу значаен ден, бидејќи се остваруваат, како што кажав, сите тие напори да бидеме тоа што сме денес како држава. Илин ден, нема да зборам за политичкото значење на македонците, секако тој ден е посветен на пророкот Илија, кој пак за израелците има суштинско значење и е нераскинливо наследство за израелците. Пророкот Илија се појавува многу непокането во библиската приказна. Нема за него вовет. Знаете, нема за него вовет како за Мојсей. За Мојсей имате вовет. Имате историски контекст, бебињата се во опасност, има едно бебе кој едва го зачувале, го пуштале по река и на крај гледаме еден силен водач. Или нема вовет како за Самуил. Самуил има многу интересен вовет. Жена која не може да роди бебиња, се наоѓа во храмот, плаче, сака Господ да ја даде бебе и се заветува дека тоа бебе што Господ ќе го даде, ќе го посвети во негова служба и се раѓа Самуил, станала силен водач и така. Илија нема таква приказна. Илија од никаде се појавува и првите зборови што ја кажува се следните. Другари, 3 години ќе има суша. Толку. Од никаде се појавува во една таква ситуација. Контекстот во кој се појавува е веројатно еден од најтажните во израелската историја. Најтрагичните моменти во израелската историја се случуваат кога царствата се распаѓа, кога Северното царство го снемува, па Јужното царство оди во робство. Тие се многу тажни моменти. Но верувам дека овој момент во кој се појавува Илија е многу тажен и верувам дека далеко потажен од тие некои други моменти, затоа што царството веќе е поделено на два дела. Тоа царство забрзано ита кон својата пропаст. Славата на Давидовото царство е во сенка со ново настанатата сојстова. Северното царство, таму каде што служи пророкот Илија, најмногу е на траекторија во целост да го изгуби идентитетот, историјата и посебноста зашто тие се викаат Израел. Илија, неговото име има многу убаво значење, значи Јахве е мојот Бог. Тоа значи името Илија. Во Стариот Завет честопати значењето на името кое му е дадено на човекот има многу подлабоко значење отколку само на Google да видиш кој име ти се допаѓа. Во Стариот Завет тоа комуницира за контекстот во кој се наоѓа дури и народот или одредена фамилија или каква цел, каква мисија ќе има тој човек, или Божјото ветување го представува или пророштво представува, такви се имењата. Името Илија значи Јахве е мојот Бог. По самото име можеме да замислиме во каква ситуација е народот за кој Илија е повикан да му служи. Тоа што треба да биде суштината на идентитетот, треба да се потсети преку името на пророкот. Името на пророкот во голема мера го открива главниот проблем со кој се соочува Божјиот народ. Јахве не е нивниот Бог. Во една таква состојба се наоѓа Израел. Израел од друга страна го губи значењето на своето име. Израел е име дадено на Јаков после една многу важна случка, а тоа е случката кога Јаков се бори со Божјиот ангел. После тоа Бог му го менува името, вика нема повеќе да се викаш Јаков, ќе се викаш Израел, затоа што ти се бореше со Бог. Израел значи оној кој се бори со Бог. Во тој момент Израел е далеко од било каква борба со Бог. Ако ништо друго, Бог е целосно игнориран и занемарен од Израел. Во тој момент на негово место се ставени Ваал и Ашера, како сопруг и сопруга. Ги венчаваат обично во храмот. Народот кој требаше да го носи името на Јахве, народот кој требаше да биде народ како царство на свештеници, тој народ заборави кој е неговиот Бог. Во таков хаос доаѓа Илија. Страшен хаос. Во писмото се појавува, како што кажав, од никаде и најавува суша. Писмото не дава вовет за Илија. Времето во кое служи владењето на царот Ахав, дури и голем дел од луѓето кои можеби не ја читале Библијата, за
за жена расипничка ќе кажат ти си као Језавела, бе. Таква си. Езавела, ако сте го слушнале тоа име, ако сте го слушнале, Езавела е жена му на Ахав, царот. Ахав е цар, што да ви кажам? За Ахав се вели дека правеше лошо повеќе од сите претходници. Значи, за сите кажува правеше полошо од сите претходници, а после Ахав, кога доаѓа неговиот син, писмото кажува дека неговиот син правеше лошо, но не колку Ахав. Значи, Ахав бил климаксот, кулминацијата на злото кое може да се врши од цар. Ахав е кулминацијата на отпадништвото. Ахав бил неверојатно брутален, арогантен, но во споредба со жена му бил мала шала. Верувајте. Езавела веднаш штом дошла во царството, ги ловела и ги убила сите пророци кои успеала да ги најде, а тие кои му служат на Јахве. Сите. Ги лови и ги убива сите до еден. Еден се успева само да сокрие 100 пророци во некоја пештера и да ги храни. Нормално со себе си донела своји пророци кои му служат на Вал и на Ашера, кои секоја вечер вечерале со неа. Таква е ситуацијата во која се појавува Илија. Ужасна ситуација. Пророкот Божи, кој треба да биде пророк на народ кој заборавил кој му е Богот, кој веќе не му служат, кој треба да биде слуга на царот, кој не му служи веќе на Јахве, и кој треба да биде слуга на едно царско семејство во кое има царица, кој не само што не го слави Јахве, таа се бунтува, ги убива сите кои го слават Јахве и кои не се поклонуваат на Ашера и на Ваал. Но такво општество Илија доаѓа и не се понаша дипломатски, тој вика, гледате какво е состојбата? 3 години суша. Да видите кој е Јахве. 3 години суша. За кратко Илија својата приказна ја збогатала со неколку чудесни моменти. Еден од тие чудесни моменти е над преворот на Кармел. Значи на бродот Кармел, што се случува? Илија му вика на целиот Израел. Тоа е еден, како да кажам, поствавилонски муабет е тоа, кога целиот, или деутерономистички јазик се вика тоа во теологијата, кога целиот народ одговара со да или одговара со не. Целиот народ, како е можен целиот народ да одговара, но така е представен народот преку старешините. Илија му се обраќа на целиот израелски народ, вика, до кога ќе одите лево-десно? До кога ќе скокате лево-десно? Ако Ваал е Бог, славете го него. Ако Јахве е Бог, тогаш славете го него. И тој ги предизвикува Вааловите свештеници на бродото Кармел, каде што зимаат 2 бика, на жртвени ги ставаат и викат, ајде повелете, пошто вие сте повеќе, повелете вие први. Тој е Бог што ќе пушти оган од небото, ќе ја изгори жртвата, тој е Богот, тој е вистинскиот Бог. И нормално, овие почнуваат да викаат, па овој ги зафркава, овој може спие Ваал, демалце, може отидол да се олесни малце, ги зафркава буквално, овие почнуваат да се сечат, ништо не радат, значи нема ни Ваал, ни ништо. Илија вика, ај жртвата полијте ја со вода, а уште еднаш, 3 пати ја полива со тоа што се наквасува целата жртва. Илија само се моли една едноставна молитва, Господи, покажи се. Бум, паѓа оган, го топи дури и каменот. Израелците викаат, абе Јахве стварно бил Бог. И таман секаш ова јака победа треба да донесе мир, спокојство, па дури храброст кај Илија. Илија ги убива тие 400 пророци на Ваал. Кога Езавела разбира за тоа, таму праќа гласник на Илија, му вика, ги уби моите пророци. Вика, Господ мене, боговите, да ми направат исто, па дури и повеќе до утре, ако не те снајде тебе истата судбина како моите пророци. И Исаја е воочена, ова Илија е воочена состојба и бега. Тука сакам да застанем и да размислиме за еден духовен принцип. Мислите дека после големите победи ќе цветаат ружи? Дали сте имали искуство во животот кога си кажеш, духовно, колку сум јак сега, какво искуство Господ ми даде? Нема нешто што може да ме раздрма, нема нешто што може да ме поколева, нема некаков сомнеш да ми дојде и отеднаш само се наоѓаш пред можеби најголемото искушение во животот.
може одеднаш имаш неверојатен страф, не знаеш како да го обясниш тоа. Размисли само какви искушенија, за какви падови си имал во животот тогаш кога мислиш дека си побожен од било кога и не можеш да бидеш кутнат. Тогаш кога Божјата радост е во тебе, имаш чувство дека ќе полеташ, тогаш знаете удри нешто и да паднеш во очај. Тогаш доаѓаат големи искушенија во животот. Така беше и со Илија. После таа славна победа на Кармел, Илија бега за својот живот во очај и паѓа под една грмушка и го моли Бог да му ја земе душата. Господи, доста е. Не можам веќе. Сам останав, земи ми ја душата, готово. Со денево Илија лежи под една смрека таму. Господов ангел му носи храна и вода. Првиот пат доаѓа Господовиот ангел и ка земи и јади. Илија јаде и пие и пак легнува, пак спие. Господовиот ангел доаѓа уште еднаш и ка земи јади и пи, затоа што на патот на кој ќе тргнеш, ќе треба да имаш многу сила. И Илија оди на едно патување. Илија се упатува кон планината Хорив. Малку да сте читали од Стариот Завет, ќе знаете колку важна е таа планина. Каква символика има, колку важни настани се случи на таа планина. Тој планината према која Мојсе заедно со Израел го гледаше излезот од робството во Египет. Тоа беше молитвата на Мојсе. Таму требаше да одат да застанат пред Бог и да ги ослободи Бог од робството и да им даде нов идентитет. Колку само овој текст изобилува со символика, не е можно. Немам доволно време да го образложам сето тоа тука. Значи, тој оди кон планината Хорив, патува 40 дена до пукнатината на карпата каде што Илија ќе стои и ќе го гледа како Господ поминува, како гледа една теофанија, богојавление. Исус доаѓа, Илија доаѓа пред планината и Бог го прашува: што бара тука? Многу интересно прашање. Илија, што ти е проблемот? Што е работава сега? Зошто дојде тука Илија? Што бараш тука Илија? Секогаш Бог се знае зошто Господ го прашува Илија тоа прашање. Но со тоа прашање Господ открива на многу важна работа од Илија, од животот на Илија, од природата на Илија. Со тоа прашање Господ го открива наследството кое Илија ќе го остави на Израел. Наследство кое ќе се протега до крајот на Стариот Завет, но ќе се протега дури и понатаму. Еве го разговорот кој Илија го има со Бог. Вели, читам Прва царство 19 глава од 8 до 14 стих. Вели вака: тој стана, касна и пивна, и откако се подкрепи со таа храна, одеше 40 дена и 40 ноќи до Божјата гора Хорев. И влезе таму во една пештера и ноќеваше во неја. И ете, би кон него слово Господово и Господ му рече: зошто си овде, Илија? Тој одговори: пламнав од ревност за Господ, Бог Саваот, зашто израелевите синови го оставија Твојот завет, ги разурнаа Твоите жетвеници, со меч ги убија Твоите пророци, само јас останав, но и мојата душа сакаат да ја земат. И тогаш Бог му рече: излези и застане на гората пред лицето Господово. И ете, Господ ќе мине, и голем и силен ветер, кој ридови урева и соборува, карпи пред Господ, но не е Господ во ветрот. По ветер земјотрес, но не е Господ во земјотресот. По земјотресот оган, но не е Господ во огнот. По огнот здив од тих ветер, и таму е Господ. Тивок шепот, баш така. Кога го чу тоа, Илија си го сокри лицето во својот кожув, излезе и застана пред влезот во пештерата, и кон него се слушна глас кој му рече: зошто си тука, Илија? Бог пак го прашува. А тој одговори: пламнав од ревност за Господ, Бог Саваот, зашто израелевите синови го оставија Твојот завет, ги разурнаа Твоите жетвеници и со меч ги убија Твоите пророци, само јас останав, но мојата душа сакаат да ја земат. Интересно е како во овој краток текст имаме повторување на Божјото прашање и повторување на одговорот на Илија.
од збор до збор. Повторување. Некои критичари на текстот на библискиот текст ќе кажат, па добро, кога препишувале овие, знаете кога некогаш читаш и препишуваш, просто знае, повторно да се врати горе и пак да го читаш и препишуваш истата работа. Но има уште една тајна. Кога евреите пишуваат литературна форма, тие честопати користат една така наречена кајастичка структура. Тие се репетиции, повторување кои тие ги користат за X причини. Една од тие причини се викаат загради, текстуални загради во кои тие повторуваат иста фраза, помеѓу која ставаат некој важен текст. Тоа се случува овде во овој текст. Треба да обрнеме внимание на тоа што се случува. Овој дел од текстот ни открива дека Илија бил сведок на една силна теофанија, на едно богојавление. Го имаме огнот, го имаме ветрот, го имаме земјотресот. И Господ му искажал голема милост да му се објави на таков начин на местото кое веројатно Мојсе барал Бог да види неговата слава. Илија стои на тоа наследство и има ревност за Бог. Вика, пламнав од ревност, Господи. Разговорот со Бог, како што кажав, ја открива неговата природа, го открива наследството кое Илија ќе го остави понатака. Ревнував за Господ, пламнав од ревност. Зборот кој се употребува тука, коренот на тој збор на еврејски е кана, или на грчки кога се преведува е зборот зелос. Коренот на зборот зилот. Зилоти се оние кои имаат пламен во себе за некоја кауза, за некоја цел, за некоја личност. Во македонското народно наследство, пророкот Илија е одговорен за молниите и громовите. Така беше? Кога грми, кога свети, Илија се шета со своите огнени кочи и така. Илија несомнено со својот живот бил човек со голема ревност, со голем пламен. Онака како што е преведено на македонски пламнав од ревност за тебе, Господи. Таа слика на Илија го следи целиот негов живот. И на сличен начин го завршува тој свој живот. Го завршува со огнени кочии кои го грабнуваат. Зборот кана на еврејски за ревност се појавува овде во текстот, ќе остави силно наследство за Израел. Псалмите изобилуваат со ревност за Бог и за неговата правда. И ако не се спомнува зборот ревност, псалмите изобилуваат со таа ревност. Молитвите на Божите луѓе се одсјај на ревност за Бог и на неговата правда. Овие деневи читаме една книга од Юджин Питерсон, многу позната ги обработува тие псалми на овие како се викаат од 120 до 135 псалм на леле човече, тие за Аджилак псалмите. Не знам како ги викам на македонски, на англиски читам многу. Значи 129 псалм е еден од тие поклоничките псалми, се извинувам, ми текна, поклоничките псалми, и е прекрасен псалм за Божјото избавување од насилниците. Еден таков псалм е. Сепак на средината на псалмот стои една изненадувачка реченица која стои како искра од струја под висок напон. Чита, пишува псалмистот за Божјото силно избавување од насилниците и само одеднаш читаш една реченица: нека се повлечат во срам сите кои го мразат Сион. Експлодира. Юджин Питерсон зборува за реакцијата на псалмистот. Ние не можеме да најдеме ниедно оправдување за таа реакција кон непријателот, бидејќи Божиот повик да се сака непријателот и да му се помогне во време на неволја, не е нешто кое само во Новиот Завет се кажува. Го кажува Бог и во Стариот Завет. Во книгата Левитски закон, во книгата Излез, па дури во мудрите изреки се кажува да му се помогне на пријателот. Ако видиш магаријата на пријателот како му бега, нема да го оставаш. Ќе го земеш и ќе му го однесеш на непријателот. Така ќе направиш. Така да изговор за реакцијата на псалмистот нема, но како што вели Питерсон, ние ќе се восхитуваме на неговата енергија. Каква енергија има псалмистот за Бог и за неговата правда. Ревноста на псалмистот и љубовта кон Бог и Божиот народ
понекогаш произведува искри кои се доказ за таа ревност, која пак покажува дека нештата по кои ревнуваме ни значат. Тоа покажува ревноста. Тоа покажува реакцијата на псалмистот. Како некој родител чие дете ќе претрча на пат и родителот почна да вика, да истура гнев и на детето и на овој возачот што бил таму, на сите вика. Не дека тоа го оправдува гневот, не дека потребен гневот и ревноста во тој момент. Но тоа покажува дека за тоа што реагираме, покажуваме загриженост. Не реагирањето во таквите околности е нечовечко. Не реагирањето. Тоа е најстрашното. Ревноста на Илија за Бог и Божиот завет го изолираат од толпата и го става во позиција да бега за својот живот. Сепак Илија не се откажува од Јахве и тој го живее во пракса значењето на својот име. Јахве е мојот Бог. Господ го благословува Илија со тоа што му дава место во историјата. Текстот продолжува на следниот начин. Господ му дава задача на Илија, века ќе одиш, Илија треба да круниса 2 цара. Тој треба да ги круниса. Тој треба да ги помаза за цареви и треба да помаза наследник на својата пророчка служба. И тоа не се тие 2 цара израелски царови. Едниот израелски, другиот не е. Другиот е цар од друг народ. Илија во пракса го спроведува тоа што Господ го повикал Израел да го прави, но не успел во тој повик. Тој е благослов за многу народи. Тој е царското свештенство во тој момент. Неговата природата на Илија станала суштински дел од наследството на Израел. А кој е наследството кое Илија го остава? Сега ќе се зачудите колку наследство оставил Илија понатака. Првата работа која можеме да го видиме како наследство, така видно наследство кој го остава Илија е во пророкот Малахија. Пред последниот стих од Стариот Завет. Се замислите Стариот Завет колку е долг. Еве, сега ќе видите колку е долг Стариот Завет. Отприлика волку. Пред последниот стих во овој волумен, реченица пред да настапат 400 години молк од Бог, пред да го испрати својот син Исус на земјата, пророкот Малахија запишува вака: еве, ќе ви го испратам пророкот Илија, пред да дојде Господовиот ден, ден голем и страшен. Какво наследство Господ му дава на Илија, да биде претеча, да биде претходник на големиот Господов ден. Малахија им најавува на израелците да го очекуваат ликот и службата на Илија пред да дојде Господовиот голем и страшен ден. Ревноста на Илија и неговото наследство, претходот на најголемата Божја објава во историјата, пред да дојде Исус. Отолотворувањето на Исус е најавено преку службата на Илија. Јован Крстител ја имаше таа служба на Илија. Есхатолошкиот концепт кој евреите го развиле и верувале во светлото на ликот на Илија не сме да се заборави. Заради ликот или неговата служба, ветувањето на Малахија, израелците го развиваат концептот на воскресението, на таа есхатолошко очекување на Господовиот ден, на новото небо и на новата земја. Заради службата на Илија, во неговиот лик, во неговото наследство се развива тој концепт и ќе видиме како тоа се случува понатака. Илија во продолжение на зборовите на пророкот Малахија, оној кој ќе се појави пред Господовиот голем и страшен ден, но ќе има важна функција. Тој ќе ги обрне срцата на татковците кон синовите, а срцата на синовите кон татковците. Помирување, една нова состојба на израелскиот народ. Илија е во фокусот на исчекувањето на новото време кој Господ го носи, на таа Божја обнова. И исчекувале, и тоа треба да го најави Илија, или човекот во профилот на Илија. Второто наследство на кое сакам да се осврнеме е ревноста. Ревноста која Илија ја има за Бог. Кога ќе го кажам зборот ревност, знаете што ми доаѓа во глава? На памет ми доаѓа моментот кога Исус зима камшик, оди во храмот и ги растерува сите тие кои продаваат таму. Знаете дека Исус по професија бил дрводелец.
Дрводелец во први век и во 21 век е многу различна дефиниција. Во први век нема машини, нема ово, така да дрводелец во први век бил батка. Дрвото да земеш да го работиш во подлактица, муск, кој знае како бил Исус. Исус зима камшик и ревносно ги истерува сите тие од храмот. И кога Јован го гледа тоа, како што вика, знаете, цацко вика на Буби кога болеше меот, ако сте го гледале тој вид, зашо го викна тате? Ти знаеш тате каква тешка рака има, кој ќе замамне сите по снопец паѓаме. Исус со камшикот во рака ги истерува сите продавачи од храмскиот двор. Евангелистот Јован за тоа нас ќе напише вака: неговите ученици се сетија дека е напишано: ревноста за твојот дом ме изеде. Го цитира 69-тиот псалм тука. Ревноста за твојот дом ми изеде. Тука Јован го цитира тој 69-ти псалм. Зборот ревност кој е употребен тука е зборот со истиот корен кој Исаја го користи во разговорот со Јахве. Ревноста за тебе Господи ме изеде. Бев пламнат од ревност за тебе, за твојот завет, за твојот закон. Можеби источните религии се фокусираат за исклучување на светот, за отстранувањето на било какви желби, похоти, врски кои те врзуваат со светот таков како што е. Но Библијата ни зборува за силна и само пожртвувана љубов која Божите луѓе имаат за Бог и за неговото создание. Ревноста за Бог е клучна за твојата долгорочна предаденост и посветеност, посебно соочен со толку многу причини и искушенија за да се откажеш од тој правец и живење во праведност. Ревноста за Бог е клучното наследство на кое треба да се потпреш во време кое е тешко. Не се индиферентноста, дипломатијата, апатичноста, плитката некаква неутралност, рационализација на нештата, оние кои го зачувале статусот на Илија. Оние тие кои се survivors во денешно време. Тие се такви, тие кои преживуваат, имаат индиферентност, дипломатија тешка, апатичност, плитка неутралност, рационализација на нештата. Луѓето веруваат дека ако се поставиш така, ти ги живееш вечно. Со никој нема да се скараш. Кај со сите ќе бидеш добар. Но Илија немаше таков статус. Не беше тоа статусот кој го одржа Илија. Туку неговата ревност кон Бог и неговиот завет наспроти толпата, наспроти дипломатијата, наспроти тие мејнстрим што беа во тој момент. Во тоа лежи неговата долготрајност и наследство. Профилот на Илија станува како модел за Божиот пророк. Илија беше прогонуван. Прогонувани беа речи се сите пророци во продолжение. Тоа беше профилот на пророк. Илија стана профил на пророк. Третото наследство кое можеме да го видиме од пророкот Илија се наоѓа во Новиот Завет. На неколку места можеме да го видиме, но јас се издвоив едно, кој беше многу посебно. А тоа е гората на преобразувањето. Кога Исус има тројца од своите апостоли, оди на гората и тие таму се сведоци на таа повторна теофанија, во која го гледаат Исус во неговата слава, како стои заедно и разговара со кого? Со Мојсей и со Илија. Илија е заедно со Исус на таа гора на преобразувањето. Повторно се враќаме на Малахија и последните препораки на последниот пророк во Стариот Завет. Малахија им препорачува две работи на израелците: да се сеќаваат на заветот и законот да се сеќаваат на заветот и законот кои се дадени преку Мојсей и да го исчекуваат појавувањето на Илија. Тие се двете препораки кои Малахија им ги дава на израелците пред да заврши пророчкото време. Заветот на Мојсей, законот на Мојсей и пророштвото пророкот Илија да се појават. Мојсей како символ и представник на законот и Илија како представник на пророците се оние кои го потврдуваат статусот на Исус пред тројцата апостоли. Ревноста на Илија, непопустливоста за верноста кон Јахве е проткаена низ историјата на Израел. Песната која честопати ја пееме за време на крштение
е песната која се вика "Се одлучив јас по Исус одам". Многу детска песна е таа, многу прекрасен чист текст има. Се одлучив јас по Исус одам и назад не се обраќам. И еден од последните стихови велат вака: "И сам да бидам, јас ќе го следам". Тоа е духот на Илија во таа мала детска песничка. Ревност, херојство, лојалност, верност, издржливост. Тие нешта Илија ги отелотворува и станува како модел за сите нас. Оние кои се обидуваме да го отелотвориме името на Илија во својот живот, а тоа име е Јахве и мојот Бог. На крај на раснувањето, на крај, Исус виси на крстот веќе некое време, се случуваат многу знаци, потреси, затемнување на сонцето. Исус кажа некои зборови таму. И еве ја последната сцена на Исус на крстот пред да го испушти својот дух во раците на својот татко. Вели вака: околу 9-тиот час, читам Матеј 27 глава 46 до 50. Околу 9-тиот час Исус извика со силен глас и рече: Или, лама савахтани. Тоа значи: Боже мој, зошто си ме оставил? А некој од оние кои стоја таму кога го чуја тоа рекоа: овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча деде сунгер, го натопи во киселина, ја надерна на трска и му даваше да пие. А другите велеа: остави, да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус извика пак со силен глас и го испушти духот. Повторно, на самиот крај од својот земен живот, на Исус можеме да видиме како е спомнат Илија. Божиот син беше најавен од Илија, од Јован Крстител, кој имаше службата на Илија како пророк. Но и беше испратен од овој свет и последно име кој Исус можеби го слушна пред да умре беше Илија, токму од оние кои го исмејуваа. Наследството на Илија е големо. Наследството на Илија може да се види не само за време на неговата служба, не само во годините после неговата служба, туку се проткајува. Тој го најавува Спасителот. Тој го најавува отелотворувањето на Божиот збор, кој стана еден од нас. Кој го направи тоа што го направи, тоа големо дело на само жртва за сите нас, за опростување на нашите греови. Илија имаше голема улога во тоа што Христос го направи за нас. А што направи Христос? Исус Христос во својата служба, додека далеко пред да го фатат и да го распнат, кој разговараше со јудејците, кој разговараше со своите ученици, со своите апостоли, тој каже една славна реченица. Вели вака: јас сум лебот на животот. Сега да го прочитам овој текст од Јовановото Евангелие и ќе пристапиме кон причеста. Ќе се сетиме на тоа што Христос го најави, го заврши, го комплетираше и ние сега можеме да уживаме во таа интимност во која Господ нас не повикува. Исус вели вака: јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој јаде од него. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека. А лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Тогаш јудејците се препираа меѓу себе и велеа: како може овој да не го даде своето тело да го јадеме? Тогаш Исус им рече: вистина, вистина ви велам, ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има вечен живот, а јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна, а мојата крв е вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Така што мене ми испрети, како што мене ми испрети живиот татко, и јас живеам преку таткото, така и оној кој ме јаде мене, ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото.
Не како што вашите татковци јадеа, ама не изумреа. Кој јаде од овој леб, ќе живее до века. После ова проповед, Исус беше оставен од блиските ученици, Исус беше оставен од толпата, сака да го каменуваат. Исус дори на 12, тие 12 кои беа најблиски до него, им кажа, ако сакате и вие заменете си. Сите го оставија затоа што тоа беше тешко поучување. Неразбирливо. Како може да ни го даде неговото тело да го јадеме? Што значи тоа за нас? Знаете, Исус нас сите не предизвикува. Сите. Не само учениците во неговите современици, не само неговите апостоли, неговата покана да се биде негово дете, слободна да одлучиш да бидеш негово дете, останува како тогаш и сега. Исус те повикува. Дури кога го следиш, како што им кажа на апостолите, Исус, ако сакате и вие заминете си. Тогаш Петар го кажува тоа важното, Господи, каде ќе одиме? Само кај Тебе има зборови на живот вечен.